Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Шери, што ќе готвиме денес? Секој ден исто прашање. Шери, ја викам Шери, што ќе готвиме денес? Она ништо не ми кажува. Фрижидерот ми кажува. Ајде, да видиме што имаме на располагање денес. Ова парче месо од Андреја, мислам од тие свинско филе. Многу ми се допаѓа. Имаме одамна немав аспарагус, зелени аспарагус од Farmer Boy. Што ќе готвиме со тоа? Ни треба уште компирчиња, обавезно, компирчиња што ќе ставиме. Имам мали морковчиња овде. Браво. Тоа. Сега ќе му треба да го направиме нешто како гарнир. Мали доматчиња, окей, само убави намирници имам. Ќе направиме еден сос, нешто со крем павлака и ни треба уште. Ајде. Малку жалфија. Добра комбинација. Ќе видиме понатаму што ќе додаваме, оти не може да биде само така едноставно. Ќе видиме. Ајде, текот на готвењето што ќе правиме. Компирчињата овде имаме 1, 2, 3, 4 компири, мислам оти ќе бидат доволни. Ајде ќе ги измиеме и ќе ги ставиме малку директно да се спремат. Овде месото. Вака. Овде месото. Тоа е тоа. Свинско филе. Многу убаво тоа. Лесно, убаво, не треба премногу да се пече, треба да остане уште малку розе внатре. Таман ќе биде. Едно парче, чак ќе го печеме на тава и ќе оставиме во рерна. Мојот најдобар асистент е тука. Ама, знаете што? Може и аирфрајер да го употребиме. Зошто да не? Јас секојаш печка, навика ми е. Тоа е. Не сум уште навикнат да работам со аирфрајер. Ајде, аспарагус, можеме или да се сварат, или да се пропржат во тава. Ги сакам на двете начини. Мислам оти 3, 6 ќе ни бидат доволно. Да ги држиме другите за друга рецепта, зашто да не. Ајде, да ги испакуваме. Оти овде делот, како да кажеме дршката, треба да биде на влажност. Додека она е на влажност, остануваат свежи аспарагос. А толку се убави. Знаете, оти има аспарагос во Македонија, во регионот од Гевгелија, таму доле, растат аспарагос. Овие не се од Гевгелија, овие се од Перу, патувале да дојдат до овде, ама имаме и во Македонија. Периодата за аспарагос во Македонија е најкрај мај, почеток на јуни. На сите пазари имате свежи аспарагос. А знаете што? Зелената аспарагос од почеток е бела. Бела е која е под земја, а зелена е која искачува од земја и што сонцето почнува да пече. Ајде така малку да ви објаснам нешто. Имаме исто морковчиња, тама, убав гарнир. Доста зборење, ајде да готвиме. Почнуваме со месото. Компирите, ќе ги ставиме исто во тава. Ајде. Топлиме шпоретот, одиме. Да не топлиме премногу, оти на вистина надвор. Температурите се многу јаки. Вуаля. Power. Одиме. На ова. Тука да си правиме место. Што ни треба тука? Малку зејтин, исто овде. Малку зејтин. Вуаля. Компирчињата да ги измиеме. Јас не ги лупам, тоа го знаете. Многу сакам лушпата, зашто оти сите витамини ми се во лушпата. Ете така. Вуаля. Ке ги сечиме на ленти, нош. Вуаля. И ке ги пропржиме во тава. Така. Дебели парчиња. Сакам така. Многу лесно. 2 компири по човек доволно се. Така. Ете, дебели парчиња. Супер. Ке пропржувате од една страна, другата страна и после што правам јас, секојаш додавам малку вода, парејата ги обрзува, како да кажам, не знам више како да го објаснам, го обрзува
начинот на готвењето од себе. Ме разбравте. Океј, ова е спремно. Месото ќе го ставиме да се прже. Почнува. Ова може да се фрли. Мала. Имам убава жалфија. Јас сакам жалфијата. Жалфијата на вистина од убаво со јагнешко месо, ама и со свинско месо. Пришиме малку даската. Ап. Секогаш и ќе се повторам. Даска чиста мора. Вала. Океј, ова се пржи. Компирите се пропржуваат. Ке му ставиме малку микс од зачини. Исто на месото. Малку оригано на компирите. Вуаля. Само ти треба малку уште зејтин. Така. Ја пуштиме печката да се спрема, да се топли. Така. Она е спремна, чека компирите да одат од печката. Супер. На ножица, да не ми се лепат. Ето. Вале. Нека се пропржуват. Месото почна да се прже. Да пазиме. Оп. Дојди ми тука. Типка. Така хубаво парче. Свинското филе го обожавам. И мојата сопруга исто го обожаваме. Зошто? Отие чисто месо. Нема коска, нема мрсно, нема ништо. Ние што пазиме малку на линијата, сега за празниците, мора да личиме на нешто убаво, ходиме на плажа. А за тоа што не одат на плажа, исто, мислам ти мора да имат убав изглед. Ајде, ова ќе може така да се пропржи. Морковчињата ќе ги лупиме. Така. Да. Мора, супер. Компирчињата. Океј. Како кажав, жалфија, ќе му ставиме малку жалфија директно овде. Мала. Крем ќе ни биде за сосот што ќе го правиме после со жалфија. Супер. Ова. Крајот, јас не го потребувам. Го потребам само еден дел, што ќе исечам на мали така коцки, ќе се пропржат и тоа ќе одат како гарнир. Овде крајот може да се употреби да го варете тоа, да го миксите после и да направите супа. Оти после треба во цедалка да се помили, оти има како некако живи како конци внатре. Малку се тврди за јадење. Ете така. Секогаш кажувам, во кујна нормално ништо не се фрла. Како од лушпите од морков, ви кажав, оти можеме да правиме чипс. Па да, све може. Ова. Морковите ќе ги стам да се печат со месото. Малку ми се меки, ама се таман. Вала. Океј. Малички се, млади морковчиња. Одлично. Вала. Може све да ставаме. Исто ќе го стам и аспарагосот. Овде што ми се парчињата. Вала. Одлично. Млади моркови така е, вау. Топ. Многу се вкусни, многу се малку благи така. И плюс кога ги ставате во тава така малку карамелизирани. Браво. Ете, паки боја, ќе му ставиме малку вода. Така. Сокот што го има доле се вади. Морковите се варат. Исто компирите мора да ги пазиме. Вода. Това е мојата тајна. Мислам ти многу од готвачите го знаеме това, а вие дома учете малку, гледајте како се прави
ќе ви види многу полесно и ќе останува сочно. Исто за месото, знаете, устај вода, сокот од месото се качува, влегува во месото, влегува во морковите. Можеме сега да додавам исто и аспарагос, они ќе се варат. Ќе се варат и ќе се печат. Компирите, гледате, прво ги пропржив, му додадов вода, они се пропржија надвор, сега се варат внатре со водата. Океј? Вуала, полека ќе се завршат и ќе ги ставиме во печка. Така. Малку сол, овде исто малку сол. Да. И ориганото, пак ќе кажам, и овде ќе му додавам со месото малку оригано и бибер. Бибер, црн бибер, вуаля. Одлично. Биберот го ставам после што го пржив месото. Го ставам над тоа. Он сега е окей. И ова може да оди во во рерната. Одиме во рерна. Компирчињата исто, они полека, уште ќе му додавам вода. Вуаля. Така. Супер. Ајде. Уште тава. Денеска ќе има за перење. Па да. Ќе му ставиме малку овде, масливо масло. Нема да биде многу јако, ова ќе биде за аспарагос. Аспарагос ќе му ставиме малку и неколку домати. Ете така, 4 домати. Ќе се попржат на рад. Малку микс од зачини. Овде компирите исто одат у фрижидер. Фрижидер. Марк фрижидер. Да знаете што фрижидер? Оти ми е топло. Не, одат у рерна. Вуаля. А ние се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Епа, да, брзо се враќаме, обавезно. Ние во кујна мора да не оставаме многу време меѓу паузата. Па зашто? Оти се печи во меѓу време. Ние не можеме, слушајте, ова се печи, во рерната се печи, ќе мора да направиме и еден убав сос. Ова нека се печи полека, ќе го намалиме, овде ќе го ставиме, да се намали, ќе многу јако го ставив. Премногу јако. Ајде така, на тројка, овде исто ќе го намалиме, овде ќе го правиме сосот. Таман. Одиме со малечко капче, ќе му ставиме малку од жалфја ги вадиме само листовите, дршките не се употребуваат во сос, оти се многу јаки на вкус. Ете, ова е доволно, имаме листовите, дршките ги фрламе. Ова да пазиме, супер се, исто овде, малку вода. Така. Одлично. Па и ова може да оди у печка. Па да. Ајде. Све у печка. Каков асистент имам јас? Беко. Фала многу, ми дадовте еден добар асистент. Ајде, сега ставаме од жалфијата. Ситно сецкана. Исто. Малку масливо масло. Го вадам, оти беше претходно премногу топло шпоретот. Така, вуаля. Ќе му ставиме парче лукче. Јопс. Овој лук ми е сув, ќе земам еден друг. Вуаля, овде ми е. Ете така, една чешна лук ќе ми биде доволно. Лук со жалфја, вау. И малку крем после, ќе биде одлично. Многу ми се допаѓаат такви вкусови, такви мириси.
Тоа се медитерански вкусови, медитерански мириси, што ги имаме обавезно во Македонија. Така. Кој не сака лук? А? Кажете ми, кој не сака лук? Ете така, ситно сецкано, лукче. Така. Во тавчето додаваме уште малку маслиново масло, чисто така да се пропржи малку и ќе можеме да му додаваме крем. Ама, јас имам идеја да пиеме малку розе со ова. Навистина со вакво време, топло надвор, стоби имаат решение да ве облажи. Ова розе алегро, за мене ќе биде топ комбинација со свинското месо. Ајде. Ќе земе малку, ќе додаваме во сосот, така да го давај тој убав шмек. Плюс, оти вино не се пие само, вино се употребува и за готвење. И не само во маринада, се употребува да дава убав шмек на сосовите. Валя. Така. Лукчето. Браво. Марк, неколку пати ме изненадуваш. Навистина. Кажував ти, не јадиме многу лук. Навистина, не јадиме многу лук. А секогаш кога се јади лук, се јади двајца. Океј, ако јадите сам, другиот, тешко ќе му биде. Така. Малку винце, малку појке. Така. Да се редуксира малку, а ние го оставаме така отворен. Ќе го вратам во фрижидер да биде ладно, за да можеме да го сервираме ладно после. Имаме место? Не, пак ќе стои на маса. Вуаля. Океј. Ова не е спремно, Тапата ми стои. Одиме со крем. Така, можеме да го вратиме во отварачот. Вау! Овој гарнир сос со свинското филе ќе биде уживање. Вау! Таман, 200 мл сос за двајца и е одлично. Не треба појке. Сега, од што го намаливме, ќе го ставиме малку појако, да зоври и да се редуксира и да имаме убав сос со месото. Мислам оти полека све е спремно, па да, ја можам да ставам овде позади, ќе го вратам во фрижидер све тоа после, вака. Ајде. Имаме две убави тањири и полека ќе почнеме да сервираме. Ала, сосот ајде. Да зоври малку. Ете, тоа е кога се готви во живо, мора да се чека малку. Океј. Ќе оставиме максимално. Да пазиме сега, оти може да одеднаш да зоври е и после проблем. Така. Да проба малку. Малку зачини. Малку сол. И малку бибер ми треба уште. Да. И зашто да не, да му ставиме малку и љутко. Овде имаме микс од бибер. Така. И да му ставиме малку од црвен бибер, кајен, тоа е многу љуто, да се пази, како кажав, која е јако почнува да, мора да го намалиме сега. Така. Ајде. Нека се редуксира ова полека, а ние ќе вадиме од рерната све што имаме.
да почнеме со месото. Месото се направи таман. Ова можеме да го скратиме комплетно. Ајде. Ова тука, а ние ќе го сечиме месото на тенки ленти, медалиони ќе направиме, мини медалиони. Не таглијата, ама медалиони. Таман е, како ја сакам. О, да, супер. Го погодив точно како треба да биде. Гледайте како треба да биде внатре. Уште малку. Не живо, ама розе. Така се кажува. Е, така. Валя. Убави парчиња. Супер. Ете, колку парчиња имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ако се 12, имаме 6 по човек. 6 за мојата Шери и 6 за мене, за Мсио Шери. Хап. Опа. Останеме тука. Вуаля. Сега ќе вадиме крвта. Окей. Вуаля. Сосот, кажам, треба да се пази. Како мирис има овде во кујната, да знаете како убаво мириса. Ајде, морковите. Они се спремни. 2. 1, 2. Така. Ова, жалфијата не ни треба. Лажица. Ајде. Ајде. Аспарагос што го имав дршките, да кажеме, и сечив на мали пачиња, овие се спремни. Ги ставаме како гарнир така со морковите. Пак ќе ви кажам, ништо не се фрла. Све се употребува. И ова сокот овде од месото, па и ова не го фрлам, оставам во сосот. Е, така. Одиме, продолжуваме, мешаме, мирисаме. Ова е многу убаво. Ајде. Одиме со аспарагос и доматчињата. Многу се топли. Е, така. Едно. 2. 2. Трите парчиња аспарагос можеме да ги ставиме малку така на страна. Мора убаво да биде декорирано тавче. И исто е ова, сос. Во сосот. Ништо не се губи. Вуаля. Уште компирите. Компирите, ќе ми кажете, не се спремни. Па гледајте. Не се спремни? Не. Ножот влегува натре директно. Таман. Овие се супер компири. О, браво, Марк. Ете така. Многу ми се допаѓаат. Ајде. Одиме. Како кажавме, 2 компирчиња по човек. Ќе му ставиме неколку парчиња вака. И гледам позади камерите, почнуваат да им се јади. Па да, полека, ќе пробате. Ама, јас не готвам за вас, јас готвам за мојата Шери, за мене. Ама они чекат да пробат. Е, така. 3. 4. Ова не ми се допаѓа. Е, пак ќе ставиме така, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. И остани 2 парчиња компир. Случајно, ако сакаме плюс сосот. Она е спремна. Вау.
таман, како јас сакам. Валя. Сосот, како кажав, го направив со лук, со жалфија, со малку вино, розе алегро. Така. Сосот позади, за червиш, ако треба. Ова. Завршено. Гарнир, обавезно. Ке му ставиме малку така на тоа. Малку оригано, чисто да биде така уште малку убаво. Шери, што ќе пиеме денес? Розе? Ајде, чашите. Не се тука. 2 чаши, обавезно, ти ако не ставам на незе. Проблем. Како ви кажав, многу ми се допаја. Розе од Стоби, розе алегро. Сега го флаширале. Таман, за нас, за вас, ке го имате во сите маркети и све, а ние, кажувам, на здравје, се гледаме утре за уште нови и убави рецепти. Чао, чао! Шери, што ќе пиеме денес? Единственото розе во линијата Македон е Македон Розе Алегро. Македон Розе Алегро е сортно вино составено 100% од сортата Сира. Оваа сорта, и покрај тоа што најмногу се одгледува во Франција и Австралија и се најпознати по Ширазот или Сира, оваа сорта и тоа како доста добро се вклопи во лозовите насади на винарија Стоби. Глината и песочната почва на нашето лози Шираз ја процедува лозата што резултира со грозје со концентрирани вкусови. За производство на розе вино, ние ја пратиме зрелоста на грозјето и точно знаеме во даден момент кога ги имаме најоптималните технолошки и фенолошки моменти на берба. Ова суво розе вино има сочна концентрација, раскошен вкус, примамлива светло-розова нијанса на лосос, односно она прочуена лосос боја и е совршен избор за летните денови. Бојата е лосос розе, надополнета со ароми на свежо овошен мирис, доминантно присуство на јагода, а на вкусот пак е интензивен, овошен и минерален со долг послевкус. Одлична концентрација и богат вкус, стилизирано нескромно розе кое е совршено за уживање во летните денови, надополнето во комбинација со храна. Најдобро е кога се комбинира со паста, пилешко и десерти. Температурата за служење најдобро е од 8 до 10 степени Целзиусови. На здравје! Шери, што ќе готвиме денес?